Канадскиот премиер Стивен Харпер, откако еден војник вчера беше убиен во Отава, изјави дека Канада нема да се заплаши. Тој додаде дека Канада ќе продолжи да се бори против тероризмот. Обраќањето на канадскиот премиер дојде во моментот кога во главниот град Отава се одвивала голема операција на безбедносните сили во потрага по можни осомничени за вчерашниот инцидент, кога еден војник беше убиен. До него дојде само неколку часа откако Канада го подигна степенот на тревога поради опасност од терористички напади, а кој следеше откако во Квебек беше убиен еден канадски војник. Премиерот Харпер и двата инцидента ги нарече терористички напади и додаде дека безбедносните служби ќе преземат се што е потребно за да ги спречат ваквите инциденти. Да нема недоразбирање, ние нема да бидеме заплашени. Канада никогаш нема да се заплаши. Всушност ова ќе ни овозможи да станеме порешителни и да ги засилиме нашите напори и оние на нашите национални безбедности агенции да ги преземат сите неопходни чекори за да ги идентификуваат сите сакани и да ја одржат безбедноста на Канада, изјави премиерот Харпер. Предходно канадските власти го идентификувале напаѓачот кој вчера убил еден војник кој држал почасна стража во Отава, а потоа учествувал и во престрелка во парламентот. Станува збор за Майкл Зехав Бибо, кој откако стрелал во канадскиот војник, кај споменикот на жртвите од Првата светска војна во Отава, влегол во парламентот каде што бил убиен. Во престрелката биле ранети уште две лица. До овој инцидент дојде само на неколку часа откако канадската влада соопшти дека го подигнал на степенот поради зголемени општи гласини од радикалните групи како и Исламската држава и Ал-Каеда. Се наведува дека разузнавачките служби имале индикации дека индивидуалци или групи во Канада или во странство имале намера и биле во состојба да извршат терористички акт. Пред 2 дена канадски милитант уби еден канадски војник во близина на Монтреал во Квебек. Полицијата соопшти дека го застрелала 25-годишниот убиец, кој пред известно време ја презел исламската вера. Нему претходно му било забрането да замине во Турција. Останува нејасно дали постои некаква врска меѓу двата напада. Ниту една група не ја презеде одговорноста за нив. Канада е дел од коалицијата предводена од Соединетите држави во воздушните напади врз позиции на милитантите на Исламската држава во Ирак и Сирија. Американскиот председател Барак Обама, кој имал телефонски разговор со канадскиот премиер Стивен Харпер, ги осуди нападите.